Денови во општина Кочани ја подмири ратата во висина од 5,3 милиони денари од кредитот на МСИП-1 и МСИП-2. Редовната исплата на кредитите и се вкупното сервисирање на долговите ја дефинираат општина Кочани како финансиски стабилна и кредитоспособна, а доаѓањето на новата локална власт досега само по основ на кредити се исплатени 15 милиони 800 илјади денари. Дисциплинираното и рационалното работење со буџетските средства во изминатиот период дозволува општина Кочани да бара начини за побрзо и комплексно решавање на инфраструктурните проекти со приоритетно значење за жителите на градот и на населените места. Во таа насока веќе е искористена можноста за аплицирање по повиците за земањето од Светска банка и Министерството за финансии МСИП-2. Стручните служби изготвија листа на проекти за кои е побарано да се добијат средства со земање за довршување на улиците Петар Синадинов, Скопска, Стефка Тасева 555 и Скоевска во населбата Прокарка, асфалтирање на кракот 1 исток од улицата Искра во Усова Чешма, на улицата 560 во Лесна индустрија, Кирил и Методи за улиците Маршал Тито крак 1 и делот Борис Евтимов во селото Тракање, како и за два крака од улиците Раде Кратовче и делот Аснон во Ризари. Според пресметките за таа цел ќе бидат потребни 43,9 милиони денари, од кои за 27 милиони денари општина Кочани бара поволен заем, а од останатите околу 17 милиони денари се средства од општинскиот буџет. Одговорот за аплицираното земање ќе дојде во наредниот период по детална анализа.